Иако можеби овие неколку денови не ни е во прилог временската прогноза, но сепак изминатите денови имавме навистина топло време кое што не натера да размислуваме малку повеќе за летото, иако календарски е се уште рано за означување на новата на новото годишно време кое што календарски официјално започнува на 21 јуни, но сепак не натера да размислуваме како да се разладиме ова лето и тоа најчесто го правиме со базените кои што ги имаме во градот, каде што најмалите заедно со нивните родители го поминуваат поголем дел од слободното време. Се наоѓаме во моментов, како што спомена, во спортскиот центар Борис Трајковски, каде што ќе ги дознаеме деталите колку се подготвени за сезоната која што следува. До мене како соговорник имаме Јане Мисевски од спортскиот центар Борис Трајковски. Јане, добар ден за тебе. Каква е ситуацијата во моментов? Гледаме многу капачи тука, меѓутоа каков е бројот на капачите во изминатите денови и кои се вашите очекувања за следната недела? Добре дојдовте најпрвен. Како што може да кажеме со гордост, VIP пливачкиот базен е еден од најпосетуваните капацитети во спортскиот центар Борис Трајковски во текот на целата година. Со оглед што ние се грижиме да температурата на водата и квалитетот на водата биде на највисоко ниво, пливачкиот базен е посетен во текот на целата година и тоа со околу 400 до 500 посети на ден. Од сите генерации, значи од деца како тренажен процес до рекреативци кои може да го користат пливачкиот базен во текот на целата недела. Така, кои се можеби во текот на денот кога е најфреквентно и какви обично акции да кажеме, дали рекреативно доаѓаат или пак професионално се занимаваат со пливање? Така. Според нашите статистики, рекреативците најповеќе го посетуваат утрешниот тренинг, со оглед дека ние во 2015 година, со почеток на 2015 година, воведовме еден новитет, односно утринско пливање, можност за утринско пливање по цена од 1000 денари, од 7 до 12 часот, што однешно им дојде на оние што се рекреативци и што сакаат утринското време да го потрошат со доза на пливање. Периодот од 17 до 21 часот ни е претежно исполнет со дечење, односно со часови по пливање, каде што кај нас во тој период екзистираат повеќе од 10 клубови, пливачки клубови, така да би рекол во текот на целиот ден исполнет, меѓутоа овие два периода е на максимално ниво исполнет капацитет. Со оглед на тоа што не очекува и крајот на школската година и започнува летниот распуст од 10 јуни, да споменеме и за аквапаркот кој што се отвара за ова лето на 10 јуни, што точно ќе се случува можеби на тој ден и какви новитети ќе имаме во аквапаркот во Скопје? Така. Ние во моментов работиме со полн ефект за отварање на VIP аквапаркот за престојната сезона. Традиционално и оваа сезона планираме да започне на 10 јуни почетокот на сезоната, секако доколку дозволат временските услови. Условите се истите како минатата година, реквизитите се истите, цената останува непроменета, 300 денари е стандард влез, 1000 денари семен билет, 200 денари за деца по 13 години и секако за посета на 30 лица имаме предвидено попуст од 30%. Луѓето што планираат да го посетат VIP аквапаркот ќе имаме обезбедено спасители, обезбедување, 2 кафетерии, 1 ланч-бар, така да ги поканувам сите да го чекаме 10 јуни, ги поканувам сите да го посетат VIP аквапаркот. Ја не ти благодарам за овие информации, така да го чекаме 10 јуни, но и за сите оние кои што рекреативно сакаат да се разгладат, базенот, VIP пливачкиот базен во спортскиот центар Борис Трајковски е отворен.